рекламите, време за вестите на Ирис телевизија. Откупот на грозје во штипските винарии тече без проблеми. Приносите се намалени за 30%, но квалитетот на грозјето е подобар од лани, велат во винарските визби. Од денеска почна да се откупува и грозјето во Тиквешијата. 2 штипски винарии ги отворија мобилните пунктови. Нема застој во откупот на грозјето во штипските винарии. Откупот тече без проблеми. Винарските визби ги полнат капацитетите. До сега е откупено повеќе од половина од планираното грозје од оваа реколта. Се одвива нормално и без прекини, без проблеми. Винарската визба и Мако вино планира да ги откупи сите количини кои што се од штипскиот регион. И веќе сме при крај со откупот на штипскиот терен. Инаку капацитетите на Имако ќе се наполнат до крај. Веќе сме негде на 2/3 од нашите капацитети. Има уште некои плантажи кои што треба да доберат и така. Од денеска по стопираниот откуп на грозје во Тиквешкиот регион почна да се откупува грозје. Езимит вино и Риго Импекс на мобилните пунктови откупуваат грозје. Повардарија денеска дали поради празникот не откупува, вели за Ирис телевизија председателот на регионалниот сојуз на лозари Агро Тиквешија Лупчо Аризанов, потенцирајќи дека временските прилики се неизвестни, дека годинава се доцни со откупот, со тоа што вранецот треба да се откупи за 3 до 4 дена. Инаку родот кај грозјето во Штипско и покри намалените приноси до 30% е со добар квалитет. Квалитетот е добар, задоволителен. Единствено родот е намален малку во споредба со минатата година, што е од една страна и позитивно затоа што се одразува на подобрување на квалитетот на квалитетните карактеристики на вранецот. Сепак во Штипско ќе се откупи помалку грозје од лани. Трите штипски винарници кои вршат откуп планираат да бидат откупени околу 20 милиони килограми грозје, што е за околу 3 милиони килограми помалку од минатогодишниот откупен род. Местните заедници во руралните средини бараат правен легитимитет. Сметаат дека за да подобро функционираат, треба да се направат законски измени со кои ќе имаат сопствен буџет, печат и да функционираат согласно потребите на граѓаните. Местните заедници кои функционираат во руралните средини бараат правен легитимитет. Сметаат дека нивните одлуки треба да бидат обврзувачки за општините, затоа и бараат да се направат измени на законот со кои ќе можат да одлучуваат за важни прашања и самостојно да аплицираат за донации за решавање на инфраструктурни проблеми. Ова се дел од заклучоците на представниците на местните заедници во земјава, кои беа дел од проектот како да се подобри работата на местните самоуправи во Македонија, а кој го организира невладината организација Цивика Мобилитас. Заклучоците и прирачникот за работа на местните заедници денеска беше промовиран во Штип. Председателите на местните заедници од селата Пишица во општина Пробиштип и Јакимово во општина Виница велат дека се задоволни од соработката со граначалниците, но за да се решат одредени проблеми и барања во овие две инфраструктурно средени села, потребно е да функционираат како правен субјект. Многу е тешко затоа што немаме пари. Никакви пари, сами себе се финансираме и затоа мислам дека треба малку да преземат повише граначалниците. Ние повеќе сме како, ја многу пати сам кажал, како боксерска вреќа меѓу граначалникот и населението. Значи ние сме тие што сме там по зоната меѓу власта и проблемите на населението. Меѓутоа до сега успешно е и добро соработуваме со граначалникот. Проблемот е правен. Значи правниот проблем на местната заедница е проблем. Александар Писарев од Центарот за стратегиско истражување и документација Форум вели дека заклучоците се дека без буџет, печати и правно регулирани местни заедници немаат никакви ингеренции. Нивните барања и ставови не се обврзувачки за една општина. Во прирачникот за местните заедници дадена анализа како тие функционираат, но и на кој начин да го подобрат своето работење. Тука влада една сива зона, така и цело поглавле едно посветено, каде што они употребуваат некои стари печати од минатиот систем или направиле нови. Меѓутоа, тоа не е легално. Значи, тоа е нешто на граница помеѓу некоја сива зона. Онда каде е некоја колизија? Одредени јавни предпријатија, државни институции барат разноразни потврди од граѓаните да им ги издаде местна заедница. Да речеме потврда дека вие живеете во исто домаќинство со, не знам, едни си мајкави, таткави, за да ве ослободат од
делот од радиодифузна такса. И они ви викаат донесете ни потврда од месна заедница. Месна заедница ви издава таква потврда. Меѓутоа, таа потврда, легалистички го гледате, не е валидна. Која е месна заедница да ви издаде така потврда? Месна заедница не е правно лице, нема право на печат, нема право на жиросметки и така натаму. Невладиниот сектор и представниците на местните заедници најавија дека од наредната година ќе бараат да се донесат законските измени со цел да функционираат како правен субјект. Анализите при рачникот и барањата на местните заедници ќе бидат презентирани во сите региони во земјава. Ке се асфалтира локалниот пат до планинарскиот дом Вртешка. Денес општина Карбинци го потпиша договорот за реализација на проектот, за кој поддршката доаѓа од Центарот за развој на Источнопланскиот регион. Општина Карбинци го потпиша договорот за реализација на проектот во врска со асфалтирањето на локалниот пат кој води до село Вртешка. Значи, овој проект за кој што денес подпишуваме договор со фирмата Вато од Скопје се однесува на изградба на локален пат од регионален пат на Плачковица до местност до селото Вртешка, односно планинарскиот дом. Тоа е проект кој што е еден од приоритетите на листата за приоритетни проекти на Источниот плански регион, одобрено од страна на Советот за развој на планскиот регион. Средствата се обезбедени преку програмата за развој на планските региони, финансирани од националниот буџет, односно Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој. Обезбедени се 12 милиони денари и ќе се гради пат во должина од 1,3 километри. Ова фактички ќе представува прва фаза од патот кој што е долг 2,4 километри, и се надеваме дека на наредниот совет, кога ќе се предлагаат нови приоритетни проекти за 2017 година, и овој проект ќе влезе за изградба на остатокот од патот како втора фаза. Асфалтот до планинарскиот дом Вртешка е значаен за развојот на општина Карбинци. Овој патен правец е од огромно значење на нашата општина, ќе се развие и овој дел на нашата општина, така да се надеваме дека во наредниот период ќе го изградиме. Центарот за развој на Источнопланскиот регион ќе помага и во наредниот период во реализација на инфраструктурни проекти за развој на општина Карбинци. Со цел да се искористи механизам за родова еднаквост, задутре градоначалникот на Штип организира приемен ден само за жени. Општина Штип во петок на 23 септември во периодот од 10 до 12 часот организира приемен ден за жени во општината и конкретно во кабинетот на градоначалникот. Ова е практикување на една од алатките за партиципативно одлучување, која треба да биде тестирана и во нашата општина. Настанот е дел од проектот Модели за учество на жените во процесите на донесување на одлуки на локално ниво, кој го спроведува Центарот за истражување и креирање политики со поддршка на организацијата UN Women. Жените ќе имаат можност да разговараат со градоначалникот, да ги истакнат своите барања, предлози, ставови, идеи и размислувања. Истите ќе бидат забележани и ќе бидат предмет потоа на работа, на ангажман на градоначалникот и на општинската администрација. Општина Штип започна со активности за асфалтирање на улици во село Пиперово. Таму ќе се инвестираат 12 милиони денари. Исто така, асфалт ќе добијат и улици во село Драгоево. Локалната самоуправа ќе ги асфалтира улиците во село Пиперово, каде од буџетот на општината ќе се инвестираат над 15.000 евра. Општина Штип започна со реализација на изградба на улици во село Пиперово. Вкупната должина на улици во селото ќе бидат околу 350 метри. Инвестицијата е обезбедена од буџетот на општина Штип и е во вредност од 1 милион денари. Изведувач на работите активности е Колетранс инженеринг на Штип. Асфалт над 700 метри ќе добијат и улиците во селото Лесковица. Се селиме во село Лесковица, каде што ќе бидат изградени околу 750 метри улици и инвестицијата е во вредност од 2 милиона денари обезбедени од буџетот на општина Штип. Во селото Лесковица пред 2 години беа направени 1000 метри улици, кои што средствата беа обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и рурални развој, но на барање на жителите остатокот од 750 метри ќе биде обезбеден од буџетот на општина Штип и изработен во текот на идната недела. Во општина Штип продолжува и асфалтирањето на улиците низ урбаните заедници. Во Штип утре повторно ќе се прска против кумарци, пчеларите да ги заштитат пчелните семејства.
Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени сите зелени површини во општина Штип, подрачјата по течението на реките Прегалница и Отиња, како и каналниот систем на територијата на општината, урбаните населби и локалитети. Адултицидната дезинсекција ќе се изведува со препаратот Аква Каотрин 2 ЕВ со активна субстанца Делметрин. Во случај на неповолни временски услови, ветер, дожд и друго, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден и воедно се известуваат пчеларите на времено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Концесии за рударскиот сектор се доделуваат, но споро овде нивното подпишување од страна на ресорните министерства, забележуваат од овој сектор. Сметаат дека по изборите и рударскиот сектор ќе се стабилизира и ќе заживее. Актуелната политичка состојба и предвремените парламентарни избори влијаат врз подпишувањето на концесиите за експлоатација и истражување во рударскиот сектор. Првиот човек на Асоциацијата за рударство Николајчо Николов вели дека инвеститорите не трпат спора администрација, но по изборите се очекува од наредната година овој сектор да заживее. Имаме заостанување во подпишувањето на потребните документи од надлежните министерства, веројатно како причина е и нашата политичка состојба. Дај Боже, веќе се договорени изборите и дај Боже дека во наредната година и рударскиот сектор ќе живее и работи во едни подобри околности. Истокот очекува да се отворат уште најмалку 4 рудника, од кои 2 за бакар во Пробиштип и Пехчево, 1 за јаглен во Пехчево и Боров дол за бакар, кој е на територија на Штип и Конче, а кој треба да го продолжи векот на Радовишки Бучим. Во земјава неколку децении не е отворен нов рудник. Причините се големите инвестиции, но и цената на металите на светската берза. Ако направиме една анализа, статистичка анализа, ќе видиме дека во последните 60 години има пуштено само мал број на рудници. Од тие, практично над 40 години не е пуштен ниту еден рудник од завадење на метали, што зборува колку е сложено и колку е тешко да се дојде до отварање на еден нов рудник. Од рударскиот сектор велат дека државата треба да направи стратегија и за експлоатација на неметалите и секако нивен пласман на светските пазари. 21 септември насекаде во светот се одбележува како Меѓународен ден на мирот. Во Штип овој ден беше одбележан во организација на Сојузот на борците. Со резолуција на Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации од 2001 година, 21 септември, е прогласен за Светски ден на мирот. Резолуцијата ги обврзува сите земји и држави членки на Организацијата на Обединетите нации редовно и секоја година. Денот на мирот да се одбележува со соодветни програми. На Светскиот ден на мирот ветераните посебно му даваат пиетет. Во организација на Сојузот на борци за Штип и Карбинци беше организиран собир во паркот Кртеке. Завојувачите страни да го положат оружјето за голва преки на огнот. Ова е пораката на генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун за Меѓународен ден на мирот 21 септември 2016 година. Точно во 12 часот по локално време да се оддаде едноминутно молчење за сите паднати борци во светот. Кај нас ветераните се Сојузот на борците. И секоја година добиваме порака од генералниот секретар на Обединетите нации со пораки за мирот во светот, која ние како борачка организација ја презентираме пред нашите граѓани. Порачуваме да секаде завладее мир, да престанат војните, да нема крвопролевање, да нема прогони на население, да се створат услови за еден нормален живот на секој човек. По повод Светскиот ден на мирот се реализираше и пригодна програма со рецитал. Денеска се празнува рожденството на Пресвета Богородица, празник меѓу народот познат како Мала Богородица. Се смета за еден од поголемите христијански празници, а култот кон светицата, кон оваа светителка е голем. Голем број верници денеска се собра во храмот во Штипско Ново село.
Поклон на иконата на Мајката Божја. Голем број православни верници денеска дојдоа во храмот посветен на Пресвета Богородица во Штипско Ново село, празнувајќи еден од поголемите христијански празници познат како Мала Богородица. Востановен е во чест на рождеството на светителката. Денеска убав ден, треба да се посети црквата, да се помолиме на Света Богородица, мајката наша, на сите и тоа. До сега секоја година. Си запалите свекичка за Свекичка, дарче, што можеме. Голем празник за нас? Многу е голем празнико. Мала Богородица е многу голема. И веруваме во неа. Храмот е посветен на успението на Пресвета Богородица, меѓутоа во Штип, поготово кај новоселци, поголем е култот кон рождеството на Пресвета Богородица. Кога Јоаким и Ана биле обдарени од Бога со рожба, молејќи се на Бога да бидат обдарени и тие со рожба да се зарадуваат како што Господ ги зарадувал Аврам и Сара. Ете и на стари години Ана зачнала, но зачнала не обична ќерка, туку ја зачнала Богомајката која во својата утроба, кој ќе дојде денот, ќе го смести Спасителот. Во штипската народна традиција со овој празник се поврзуваат и бегалките. Овој обичај веќе одамна го нема. Не дека чекале да дојде Мала Богородица, Мала Богородица е последниот ден кога е дозволено да се оди бегалка, според тие нели обичаи и верување што владееле пред неколку децении. Се продукт на тој патриархален систем, затоа сакав да кажам денес нема. Тој патриархален систем е разбиен, фактички него ни прашува таткото двајца млади денес решиле се договорени да живеат заедно. 78 годишниот новоселец Антонио Гарапов ни раскажа како некогаш убавите моми на овој празник бегале беганки со своите избраници. Може би некои другари кажуваат, разбираш, сакаме ова, сакаме она, ама не ја дават. Мајка и татко не дават. Меѓутоа, они се договорат, што не дават, таа е Боже на манастирот, од манастирот бегат. Домашните не знаат ништо. Музика се играе, шом заврши музиката, разбираш, они си бегат. И од младото одведе си дома, разбираш. Меѓутоа, за некој кратко време, некои се помируваат. Бегалките повеќе ги нема, но традицијата на празнување на денот посветен на рождеството на Мајката Божја продолжува. Новоселци го имаат како ден на слава, да ги угостат сите оние кои од црква ќе бидат гости во нивниот дом. Денес на програмата се првите 8 на финални надпревари во рамките на Македонскиот фудбалски куп. Екипата на Брегалница во Кучани е домаќин на Тетекс од Тетово. Во првите 8 на финални надпревари од Националниот фудбалски куп на Македонија се среќаваат Новац и Победа, Силекс Хоризонт, Брегалница Тетекс, Работнички Шкендија, Академија Пандош Купи, Перистер Ренова и Влазарими Вардар. Екипата на Металург е слободна. Реванш надпреварите ќе се одиграат на 12 октомври со почеток во 14 часот. Тоа беше и последната информација од спортот. За повеќе вести на iris.mk. Довидување.